Джентлменството е начин на живот. Джентлменството е хедонизм. Джентлменството е чувство за уживање во убавите нешта. А едни од тие нешта кои што се најубави во джентлменството е конзумирањето на добро вино. А како тоа се конзумира? Ќе дознаеме од еден вистински вински едукатор. Велат дека пивото е измислено од луѓето, но виното е измислено од боговите. А дали е тоа така? Ќе го прашам еден вистински сомалие, како што би рекле во Франција, еден вински едукатор, кој што е тука со мене и имам чест да разговараме. Александар, здраво. Здраво, Жерко. Дали сметаш дека виното е направено од боговите? Па, благословено од боговите во секој случај, но сепак виното е направено од човекот, знаеш. Виното е направено од човекот, да. Попрецизно, ако може да се каже, од уметниците. Зборот сомалие или во Македонија како би дошло во превод? Нема превод за жал. Многу значења се тука околу тој избор, знаеш. Оригиналното значење, оригиналниот превод е човек кој носи или складира вино. Човек кој набавува вино. Тоа е од уште од 18 век во француските кралски дворови имале специјално луѓе, позиции кои го набавувале виното за кралското семејство, кои го пробувале, го селектирале, го архивирале. Да. И на тој начин се грижеле за винската, да кажем, понуда на тие шатоа, на тие замоци, за подоцна веќе во 50-тите години од минатиот век да прерасне во една престижна угостителско-туристичка позиција, која што ја имаат најдобрите ресторани и хотели низ светот, каде што вие како гостин добивате услуга и добивате совет и насоки од лице кое е обучено специјално за сервис на вино, меѓутоа кое што има познавање од кулинарството, гастрономијата, географијата, да, етнологијата и така натаму. Значи буквално една личност која има доста познавање околу таму каде што доаѓа виното и нормално вие води во текот на вашиот ручек или вечер. Народски кажано ти го прави филмот за целото тоа. Да. In vino veritas, во виното е вистината. Дали сметаш дека тоа е така? Па, види, ако пробаш некое онако врвно вино, знаеш, одлично вино, секако дека ќе бидеш поблиску до вистината. Тоа се смета, често сум слушал дебати, дали тоа викаат во виното е вистината во смисла ќе се начукаш, да кажем народски ќе се запиеш, ќе се опијаниш, па ќе почнуваш, ќе кажеш работите што ти стојат длабоко во тебе, со самиот алкохол, или се смета на вистинската вредност на самото вино, дека кога ќе го испиеш виното, оно ти кажува приказна. Значи, за која работа повеќе се мисли дека во виното е вистината? Дека виното ќе те однесе до вистинската вистина, поблиску до искрената вистина, или дека од кога ќе се напиеш, па почесто почнеш да зборуваш работи кои што си ги мисли? Би рекол ова второто повеќе, знаеш, второто? убавото вино, посебно црвеното вино, да, опушта. Тоа е докажано и на секаков друг начин, на научен и медицински начин. Малку опушта ни дава малце една храброст, нели? Малце дава една стимулација да бидеме поотворени, поискрени. Но истовремено тука би сакал да се надоврзам и по инспиративни. Значи, не е тајна дека многу уметници во минатото се инспирирале, своите најдобри дела ги направиле со чаша добро вино, без разлика дали станува збор за уметничка слика, за текст од некоја песна, поема, па зошто не е и за некој сценарио за филм и така. Виното инспирира.
Си имал често прилика да ја спознаеш вистината преку виното? Па на нашите вински кругови, на честите нели дегустации и така натаму, многу често разменувам искуство, има доста некои работи што се учат. Така што сме размениле искуства. Сме дошле до интересни идеи преку виното заедно со винарите, меѓутоа вака и со луѓе кои се вински љубители, знаеш, општо по градот, по рестораните. А што треба за да се стане сомелие? Многу работа, многу дегустација, пред се дегустација на многу стилови на различни вина, вина од цел свет, како од новиот, така и од стариот свет. Да се чита многу, пред се литература во однос на она што се вели ампелографија прво, лозарство, потекло на суровината, понатаму почвата, климите во различни делови на светот, процесот на производство, на што се вели енологија, примерното производство и така натаму, но треба да се излезе маци вон таа тема, па да се навлезе маце во тајните на кулинарството, во основите на нутриционизмот, бидејќи нели понатаму од вас очекува да направите соодветно спарување на вино со храна, треба да знаете одредени основни некои историски и географски текови од минатото за тој регион, за таа држава. Би рекол една сестрана така позиција во која треба да имате познавање од најмалку 6 или 7 ајде да ги наречам области или така. Постои официјална школа, официјални курсови со диплома тоа или? Да, постои и во светот, постои и во Македонија, така што се зависност од нивото, траат почнувајќи од 2,5 месеци, па 3, 5 и така натаму, зависност од кое ниво е, обично ниво 1, ниво 2, ниво 3. Но знаеш, полоцна со самото искуство со многуте дегустации се станува сомелие од пракса. Затоа што нели, како и во секоја друга област, дипломата е важна. Меѓутоа не би значила ништо ако на тоа не се надоградиш со практично искуство и со практично знаење. Како совет за џентлмените во подем, што мислиш кои се основните работи што би требало да ги познава еден љубител на вино, зборувам? Значи, како јас да седнам сега, што би требало за да ги знам основните работи за да се напијам, да почнеме пример чашка добро бело вино, како да знам јас да го одберам соодветното вино? А да не е тоа лекција од 1 сат да треба јас да учам дома, ме разбираш? Како quick tips, што би рекле, брзи совети? Знаеш, во суштината на винскиот сервис и протокол всушност лежи едно џентлменство, затоа што и сомелиерот, меѓутоа ако си пред домаќин на некоја маса или некој прием, треба да се знае основниот тој или протокол, бидејќи сите знаеме дека прво треба да се послушат нели дамите, меѓутоа тука има неколку подкатегории каде што тој што го бира виното, тој што е домаќин на масата, го пробува виното, го одобрува виното и понатаму сомелиерот или вие како домаќин треба да ги послужите по некаков редослед или протокол. Прво добиваат постарите дами, па потоа добиваат помладите дами на масата. Понатаму добиваат и сето тоа се врти во круг во правец на стрелки на часовникот. Понатаму добиваат постарите господа на маса, на крај се завршува со помладите господа на маса и ако има свештено лице на масата, се разбира дека тоа би имало од било која религија, се разбира, тоа би имало предност во однос на сите останати. Тоа е некој протокол кој се запазува во винскиот свет, а што се однесува до друго твое прашање, најчесто кога би организирала некоја винска седенка или винска дружење, би требало да почне со чаша пенливо вино, како е вид аператив. На некој начин ето така да ги отвориш малце она што се вели желудичните сокови, да те подготват за она што се вели оброк. Понатаму одиш со бело вино, меѓутоа бело вино кое не е сладко, значи суво бело вино со поизразена свежина, како ризлинг, како совиньон блан и така натаму. Понатаму одиш со розе вино и понатаму можеш да го завршиш оброкот со чаша црвено вино. Сето тоа се разбира спарено, што би рекле ние, со соодветна храна. Значи, многу е нормално во тој вински свет да се меша, како што некој веле, меѓутоа ако се меша градациски, и ако се меша правилно, тогаш не би требало да има проблем во смисла на нели главоболка или не знам лошење и така натаму. Станува збор за нормални умерени количини, се разбира, зборуваме цело време за џентлменско пиење на вино, а не на пивање. Да, значи чаша пенливо вино, чаша бело вино, чаша розе вино, чаша црвено вино и можеби на крај половина чаша порт или нешто што се вели дигестивно, односно засилено, фортифицирано вино како што е шери, мадеира, порт и така.
Да, дека после ова сум одма на роден ден, затоа убаво е да ги знам овие работи, да му кажам на домаќинот како пенливо вино, па да, како да ги да оди редоследот. Мило ми е, мислам дека е време да се напиеме по една чашка вино за да видиме некои работи во смисла како се држи чашата и да ги едуцираме малце луѓето, затоа што јас имав еден таков да кажем близок сусрет ќе го наречем во наводници со еден човек кој што не знае како тоа се прави, па се надевам дека еве сега ќе го доловиме тоа. Ајде, со задоволство. Прекрасно место, прекрасна атмосфера. Уште поубави луѓе и ќе слушнеме многу корисни совети за џентлменството и бонтонот. А за да не бидам сам нормално на вакво убаво место, тука со мене е вашиот и мој омилен Жарко. Што ти е, бе? Те молам. Што ти е, бе, човек? Ало, бе, кој ти е ова понашање, бе, тебе, бе, дечко? Абе, не норм... Срцето ќе ми пукнеше, бе, човек. Што ти е тебе проблемот? Ти нормален Значи, како правилно се држи чаша што вино? ако Вака се држи правилно чаша вино, за да не ја загреваме температурата на виното со нашата телесна топлина и заради Извини, естетика. нели пред неколку емисии во Gentleman магазин зборуваше дека чувството било од внатре како е, што е, како сакам ги ја држам чашата. Така ми се чувствува мене. Глупости. Добро, втор совет кој што сакам да ти го кажам. Значи те видов кога влегувавме, жена имаше пред тебе и требаше ти да ја отвориш вратата нејза, а не да дозволиш вака, добро. таа да ти ја отвори вратата тебе. А извини, зошто па јас да ја отворам врата на жената, зошто жената мене да не ми отвори врата, па нели нешто цело време полова еднаквост ваму таму. Заврши. Кај пишува дека ја треба Добро. мажот на жената да ја отвори. Ајде Ајде бе. Со мене за да не ми Ај станеш глупости. И уште да платам на крај за виното да не треба. Да. Фркава Океј, е, да. И трета многу битна работа. Значи кога беше на тераса да земеш воздух, да, нели едно столче има надвор, Па да, излегов на воздух и по старата господја сакаше да седне. Не Значи викаш твоја стигнам задача е само да станеш на екстремни постери, услови. нели тоа е и џентлменски. Како? Молам, јас да и станам на постара жена. Ајде бе. Па што е работа на жената постара бе, само седи пензионер, нема друго што да прави, седи нонстоп. Јас што трчам по 300 работи, што и работам, уморен сум, сакам јас да седам. Станете на старите автобус, станете на старите уваму и таму. Па што им е работа на старите да седат бе брат? Младите ние треба да одмараме, сме начекале во автобус 5 минути, сакам да одморам. Станете им на старите. Кои глупости ви се тоа? Ај немој молим те. Крај. Значи да не го договарате Крај. веќе, не доаѓа. Не ти доаѓа. Поред. И на продукција и на На сите. фактура него да му ги Океј. ставите. Ајде глупости ќе се замарам ја овде. Нека си оди. Се извинувам, драги гледачи, слушатели и фанови наши на мојата емисија и моето дело, останете со нас и понатаму. Јас се надевам дека нема да имам повеќе вакви испади од вакви необразовани и тотално не џентлменски личности. На здраве. Ајдно кафе ќе си од. Некои луѓе просто не можеш да ги научиш, но што е до мене, јас ќе продолжам да ги едуцирам и се надевам дека ќе ја достигнам целта. А како викаат, староста е многу важна за виното. Колку повеќе стареам, толку повеќе го сакам виното. Ќе продолжиме со Александар да зборуваме како за почеток како се држи една чаша со вино. Дали ја држам правилно сега за сега, вака? Да, Жаре. Супер ја држиш, така треба. Значи, чашата за вино ја држиме за низиното столче. Овој столче има нека варијанта кај што може да се држи и за вака, на овој начин, ако сте на некој коктел прием или нешто, меѓутоа сепак најправилно технички да се држи за низиното столче со вашите први, нели со твоите први три прсти. Од две причини. Првата причина е естетска, значи многу често дланките ни се валкани, како што знаеш од X причини. Ако ја фатиме за балонот или за горниот дел, ќе оставиме оттисоци, ќе извалкаме чашата, символично ќе го извалкаме нели виното и така натаму. Тоа е естетската причина и втората причина е малку попрактична, а тоа е дека со нашата телесна топлина, всушност ако го држиме виното горе на кај балонот, го топлиме виното. Ја пореметуваме таа соодветна температура што би требало да биде, а се знае точно за секоја вино и за секоја сорта на која температура се служи. Општо за белите сорти на вино обично се служат помеѓу 10 и 11 степени, многу ретко на 2-13 степени.
Меѓутоа, ако ја држиме, веруваме ми, половина час чашата со вино, можеме за цел половина до 1 степен да ја пореметиме температурата, а тоа пак ќе се одрази на неговиот сензорен и органолептички карактер, односно на мирисот и на вкусот. Она што е интересно е дека сега веќе во винскиот свет, во винскиот, речам, винскиот джентлменски свет, оваа чаша се употребува, овој тип на чаша, да кажеме, се употребува и за бело вино, меѓутоа и за пенливи вина. Не случајно, затоа што, еве гледаш, сме ставиле до оној дел кај што се шири најмногу чашата, за природните ароми на виното да се развијат, да се акумулираат и потоа има еден пат на стеснување, кој всушност значи канализирање на тие ароми за да дојдат нели до нашиот нос, каде што ние прво го мирисаме виното, па потоа го вкусуваме. Ова би била соодветна чаша и за пенливи вина, затоа што меручињата во пенливите вина би се канализирале, би се набиле и на тој начин би дошле до нашиот нос. Оние флути кои ги знаеш, што сме ги гледале по приеми тенките, може и тие, меѓутоа малку веќе се исклучуваат од употреба, малку застаруваат и сега веќе ова е на некој начин повеќе трендовски, ако може така да се каже, но и практично, има за тоа и добра причина за тоа. Би сакал да наздравиме со ова вино, да го пробаме, па Наздрави. ќе продолжиме со другите понатаму, што сакаме да ги видиме и да ги Апсолутно, после дегустираме. ова ќе пробаме едно црвено, па ќе кажеме нешто за чашата за црвено вино. Наздрави. Джентлменски ги сменивме вината и джентлменски ќе проговориме и за црвеното вино. Повели. Да, Жаре, сега веќе да кажеме дека белото вино и пенливото, онаа чаша што ја покажавме, може да важи и за пенливо и за бело вино, рековме. Сме завршиле со тој дел од оброкот, че сме добили некој карпачо од лосос со малку, можеби поширен аспарагус и холандес сос, што сме го спариле со некој совиньон блан и така натаму, и сега сме дошле до главното јадење, да кажеме, каде што нормално можеме да послужиме според тој протокол, некој гастрономски протокол црвено вино. Чашата за црвено вино исто се држи за столчето, меѓутоа како што приметува сега, тука стана збор за поголема чаша, волуменски поголема чаша, од проста причина што црвеното вино има многу поинтензивни и интензивни спарливи овошни ароми. И на тие овошни ароми им треба повеќе физички простор. Доколку црвеното вино би го послужиле во некоја помала чаша, во тој случај би го, ние викаме маце, би го редуцирале, би го намалиле значењето, затоа што тие ароми внатре кои се природни во виното, никако вештачки, ќе се борат, ќе се тепаат во тој мал простор, нема да дојдат до израз, нема да може да дојдат до израз. А во вакви простори, да ги наречеме, ова е класична нека бордо чаша, има доволно простор како што гледаш, се става некоја една петина скоро од чашата. Нормално има доволно простор за овошните ароми црвеното вино да ги развие и како што приметуваш горе има повторно едно мало стеснување, меѓутоа не преголемо. Тоа стеснување кај белата чаша беше многу поголемо, поизразено. Тука е малку да не кажам поблаго и тука веќе можеме да ги кажеме, мислам, и оние трите најосновни чекори на дегустација, кои секој джентлмен би требало да ги знае, без разлика, но и дами. А тоа е дегустација во 3 чекори. А тоа е, знаеме, нели, прво гледаме визуелно, го гледаме виното и оценуваме некоја боја, бојата ни кажува дали е виното зрело, дали е виното младо, прилика може да ја каже сортата и така натаму. Па разликуваме интензивни црвени бои, бордо боја, рубин боја, цигла боја на црвено вино и така натаму. Тоа е првиот чекор, така наречената визуализација. Вториот чекор, многу поважен, е помирисување на виното, меѓутоа претходно со промешување. Значи, обратно од стрелките на часовникот, ние треба да го промешаме виното во неговата оска, чаша, каде што исклучува само од зглобот, значи не од лактот или од рамото, со зглобот, супер тоа го правиш. И зошто? За да пенетрира натре кислородот, значи воздухот влегува натре и на патот нагоре тој ги ослободува аромите од виното. Ако го мириснеш без да го промешаш виното, тоа се разбира дека мириса, меѓутоа кога ќе го промешаш, нели, и сега кога ќе го мириснеш веќе гледаш дека е многу поинтензивен тој мирис, тоа се прави поради максимизирање на тие квалитативни, да кажам, норми, односно параметри кај виното. И третиот чекор, тоа е најубавиот, вкусување на виното. Точно. Разбира, каде што земаме мали голтки и не го голтаме веднаш виното, туку го држиме во уста и го вртиме
неколку секунди околу нашето горно непце, јазикот, зошто за сите рецептори кои ги имаме на јазикот и на горното непце да дојдат во контакт со виното, го голтаме, чекаме 2-3 секунди, 5 и тогаш носиме суд за виното. Значи тоа е Одлично, протокол, да. Одлично. Кој би требало нели да издера нешто слично како е тоа што го направи. Не се брза нормално, не се пие на екс, Да. како што се пиеат некои други пијалоци, се пие бавно, со уживање. А што се пие во принцип повеќе кај нас во Македонија, црвено или бело вино? Па, бидејќи Македонија пред се, нели, нормално винска земја, меѓутоа би рекол пред се земја на црвеното вино. Кај нас би требало да се пие повеќе црвено вино. Но во последните неколку години забележан еден тренд, знаеш, и по кафулињата и по рестораните, каде што се пие бело вино преку целата сезона. Значи, ајде јули и август е на некој начин или нормално, бидејќи белото вино со својата киселина освежува, па надвор е жешко, топло и така натаму. Меѓутоа, се забележува во последните 5-6 години, посебно во тој хорека сегмент, дека и преку ладните, студените зимски месеци, ноември, декември, јануари, исто така потрошувачката, односно конзумацијата на бело вино исто така е голема. Она што сакам да те можеби изненадам, пријатно е споделено на факт со тебе дека се повеќе и повеќе македонските љубители винопици пијат розе вино. И тоа, ако до пред неколку години тоа беше резервирано нели за дамите, Така. сега веќе се повеќе и повеќе мажи, џентлмени пијат розе вино. Да наздравиме ние со црвено. Ти благодарам за прекрасните информации што ги споделуваш. благодарам Навистина е тебе за едукативно. Дали сте знаеле дека во светот се произведуваат повеќе од 50 милиони тони на винско грозје и околу 280 милиони хектолитри вино секоја година? Виното денеска во големи количини се произведува во повеќе од 60 земји во светот, а тој број од година во година помалку расте поради климатските промени кои се случуваат насекаде. Винскиот свет и историјата на виното се доста обширни, па затоа одлучивме да ве запознаеме со некои интересни факти кои можеби не сте ги знаеле. Во светот денеска постојат повеќе од 10.000 различни вински сорти на грозје. Поголемиот дел од нив не се во комерцијална употреба. Како најстара сорта на винско грозје е Пино Ноар, а како најраспространето винско грозје е Каберне Совиньон. А кога станува збор за белите вина, тоа е дефинитивно Шардоне. Како една од земјите која е многу позната по виното е Италија. Тоа е земја која има најголем број на домашни сорти на грозје, некаде околу 377. Според многу експерти, се верува дека Италија има околу 2000 сорти на грозје, но не се сите за комерцијална употреба. После неа следува најстарата винска земја Грузија, па Грција, Франција и Португалија, која има околу 250 домашни видови на винско грозје. Лозовите насади во светот денеска завземаат површина од 7,4 милиони хектари. На прво место е Шпанија со 969.000 хектари. После неа следува Кина со 875.000 хектари и на трето место е Франција, па Италија. Како најголем вински регион во светот се смета Кастилја Ла Манча во Шпанија, која завзема 500.000 хектари со лозови насади. Во 2007 година група на археолози во јужниот дел на Арменија ја откриле најстарата винарија во светот. Според она што е откриено, се смета дека оваа винарија датирала 4100 години пред Христос, а како најстара активна винарија во светот е Шато де Гулан, која се наоѓа во близина на Нант. Ова винарија постои повеќе од 1000 години, а до ден денеска се уште се произведува вино во неа. Меѓу најстарите и најпознатите винарии во светот е Бароне Риказоли во Тоскана, Италија, која датира од 1141 година. Станува збор за угледна светска винарија која е во собственост на баронската фамилија Риказоли. Едно од поубавите и атрактивни места за љубителите на вино е најголемиот вински подрум во светот кој се наоѓа во Молдавија. Станува збор за Милести Мици, кој се наоѓа во Гинисовата книга на рекорди. Тој е на длабочина од 30 до 80 метри под земја и има вкупна должина од речиси 200 километри. Овој подрум е направен во 1969 година и во него се сместени околу 2 милиони шишиња со вино.
Денеска во светот се произведуваат речиси 30 милиарди литри вино, а најголем производител се уште е Италија. Потоа следува Франција, Шпанија и на четвртото место се Соединетите Американски држави. Можеби зачудувачки, но дали сте знаеле дека Соединетите Американски држави се најголемиот потрошувач на вино? После нив следува Франција, па потоа Италија. Како најголем потрошувач на вино по глава на жител е Португалија. Португалија, иако не е атрактивна за туристите како Италија, Шпанија или пак Франција, сепак забележително е дека таму еден од омилените пијалоци е дефинитивно виното. После неа следуваат Франција, Италија и Швајцарија. Тајната на джентлменството е во умереноста. Бидете умерени во се што правите. Сметаш ли дека кај нас љубителите на вино се умерени во пиењето? Па, некој да. Некој да. Доволно ми кажа готово. Да, но апсолутно, тоа е најдобриот начин да се ужива во виното. Освен оној протокол што ти го спомнав, најубаво е да се ужива кога се оди градацијски, од пенливо кон црвено, меѓутоа во нормално чаша, во мали количини. И тука доаѓа до израз елегантноста, нормално, естетиката, меѓутоа и она што го викаме ние винска култура, на джентлмен, затоа што знаеш, винската култура е токму тоа. Разновидност, знаење, пристапот, нормално да го споделиш тоа со друштвото, со кој што си на маса, меѓутоа сето тоа да биде нормално умерено за да можеме да уживаме во тоа, нели? Кажи ми, дали со добро вино се практикува и се применува добра пура? Да, јас лично не сум пушач, меѓутоа знам еднаш-два пати годишно така да запалам добра пура пред се со црвено вино и со оние вина кои ги викаме ние фортифицирани вина или засилени вина, многу често со некој добар коњак или рум. Секако пурата е дел од тоа едно гастрономско уживање, од тоа едно гастрономски джентлменизам и пред се дел од таа неминовен дел од таа винска култура. И ние како вински едукатори, како сомалиери имаме посебен модул, посебен пасус каде што нормално учиме и мораме да ги знаеме ние основи на пура, како да кажам, индустријата. Да, разбирам. Заедно со останати. Што за еден сомелије како тебе представува поимот джентлмен? Па пред се, јас како сомалије и како вински пред се човек, вински љубител, секогаш го гледам тоа низ призмата на виното. Овие работи што ги спомнавме сега. Ако видам дека некој джентлмен е убаво облечен, тоа е супер. Ако има добар часовник и тоа е супер. Ако се однесува добро, супер е и тоа, меѓутоа ако на крај не знае да држи чаша вино како што треба, тогаш е некомплетен за мене. Да. Така што во тој случај јас мислам дека винската култура доаѓа некако како, знаеш, како дополнително, како специјално на капаш одзгора, за еден джентлмен да биде заокружен, комплетен джентлмен. Се разбира тука сето тоа е вклопено со нормално убавиот говор, воспитанието и така натаму, меѓутоа она што е најбитно кога станува збор за винската култура е терминологијата и таа една номенклатура која се употребува и која всушност кажува дека ние сме се потрудили да навлеземе во винското джентлменство. Значи таа терминологија е пред се држењето на чаша, па описот на виното, знаеш, кога можеби ти се допаѓа виното, меѓутоа немаш доволно термини, немаш доволно зборови да го опишеш. Мислам дека секој джентлмен треба најмала рака да ги научи, да научи на основна, не зборам сега за детали, да научи на основна терминологија за да може нели да го опише виното и во едно друштво. Тоа го прават да речеме и дипломатите, професионалните дипломати на секоја земја поминуваат и основна обука, основен курс за вино, каде што на тие официјални приеми, пречекувања и така натаму, без разлика дали се како домаќини или како гости, ги употребуваат тие термини за да ги опишат виното најчесто од својата земја. Виното заедно со спортот, уметноста и така натаму е еден од најголемите амбасадори на секоја земја, па и на Македонија, се разбира. Да, ние имаме вина за почит на вистина, имаме вина за почит. Шампиони. И тоа е многу добро. Си имаш ли дома селекција на вина? Сакаш ли дома да си пиеш вино, пошто тебе ти работата цело време си ти со вина? Сакаш ли кога си отидеш дома? Сакам сега со жена ми да се напијам едно вино и да се изнауживам. Сакам, да ти кажам. Да. Најчесто со друштво, најчесто со луѓе што ми се на гости,
ако е тоа она што се вели уживање. Понекогаш е тоа работа, понекогаш се тоа вина кои треба да поминат одредени, да дадам одредени дегустацијски ноти, забелешки, оценки и така натаму, тогаш на еден друг, низ една друга призма ги гледаме вината, тогаш не ги пиеме, тогаш буквално ги испробуваме. Да, затоа ти викам, ти цело време работиш, пробуваш, но тогаш дали ги дома си се спробуваме, опушташ? Можда Дома, пола секако. шише некогаш да си го светнеш само онака кажам Секако. Ќе ти излажам ако ти кажам не. Значи да. секако, посебно викенд, кога нели имаме убаво друштво, добри гости, добар филм, добра книга, секогаш нешто споделувам и трошам од својата архива. Се надевам ќе ги интересира и фановите на Gentleman магазин, затоа што кажа протоколот на виното прво се почнува со пенливо вино, а знаеме ние сме од Македонија дека кај нас прво се почнува со ракија, па потоа се продолжува со вино. Дали тоа смета на самиот квалитет на виното, на желудникот смета, треба или не треба така да се прави? Не треба. Не треба да се прави? Тоа ти е супер забелешка, не треба, тоа е веќе се коси со она што се вели вински протокол, па ако сакаш и со винско джентлменство, затоа што но имајќи предвид дека дел од нашата традиција, не можеме туку така да го, затоа сум ја малку резервиран. Неблагодарно е тоа да се критикува, но од едно гастрономски, па ако сакаш од нутриционистички аспект, тоа е погрешно, затоа што на празен стомак висок алкохол, дестилат како што е ракија со 45 па и 50% алкохол, прави штета, знаеш, ние немаме подлога, ги разгорува нашите желудични киселини сега и така натаму многу да не те разлекувам на тоа, меѓутоа секако ракијата е дел од нашата традиција, дел од македонската еногастрономска традиција и би требало според мене да се пие на крајот од оброкот, кога веќе имаме полн стомак, како дегестив или дежестив за да ги стимулираме нашите желудични киселини сокови за подобра нели варење, за подобро варење на храната. Секако се почна со пенливо вино или со чаша бело вино. Рековме, подиме на розе, подиме на црвено и на крај зошто не завршиме со литра ракија. Македонска ракија, да, жолта, не мора да биде тоа, може би виски и рум, меѓутоа во Македонија да, секако жолта ракија. Имаш ли 3 работи без кои што не го почнаш или не го завршуваш денот? Ти како Александар Сомилије джентлмен. Искрено многу сакам да се со другариве да се гледаме, да разговараме секој ден. Одржувам доста добри контакти со блиски би рекол контакти со оние што ми се најблиски околу мене. Да. Тие некои 3-4 особи кои ми се најблиски, обавезно се слушаме многу пати на ден. Често гледам, проверувам се она што значи на што е ново на винскиот, нормално на винската сцена пред се, не пазар, туку сцена. Го следам тоа. Потоа следам исто така регионалната и светската винска сцена, знаеш, сајмите, настаните и така натаму. Не можам искрено да ти кажам дека имам некој баш прецизен протокол на тие работи, меѓутоа Но на дневна база се работите што ги правиш. Меѓутоа тоа се некои работи околу, пак ми се поврзани нешто, се е поврзано околу виното. Во последно време, да ти кажам, има многу интересни, бидејќи поврзан Маци и твојот свет, филм и вино. Знаеш дека има многу, виното веќе е инспирација и база на многу сценарија во многу филмови. Да. Како документарци, така и играни. Станува еден посебен жанр тој, така наречените вински Холивуд, меѓутоа и вински европски филмови. Често се собираме, си правиме проекции, ги гледаме неколку пати затоа што имаат интересна порака. Литературата е тука нон-стоп, треба да се следат, знаеш, дека сме претплатени на многу списанија, часописи кои треба да се следат и се обидувам колку што можам нели да останеме во тек во тој свет. Јас ти благодарам што беше со мене гостин, што ние ти бевме гости тебе тука и што даде едно парче душа и парче знаење за джентлмените во Македонија да ги следат овие совети што ти ги кажа и се надевам да ги имплементираат во своето однесување. Ти благодарам за прекрасното вино и фала ти да наздравиме за поканата и се надевам дека ќе уживаш во вино во иднина на она што го викаме нели соодветен правилен начин. Ти благодарам. Уживање во квалитетно вино во комбинација со добра книга или некој возбудлив филм секако е добра навика. Но одржувањето блиски искрени односи со нашите најблиски, нашите омилени личности секако е една од нашите обврски, меѓутоа секако и добра навика. Сакате Македонија и нејзините убавини. Слушнавме квалитетни совети за Божиот пијалок виното. Слушнавме добри совети и се надевам дека во остатокот од вечерта ќе ги примените тие совети со добра чаша квалитетно вино.